метеото, она што и утрово го најавивме со Ивана, една од приказните која што Марија утрово ви ја нуди е посветена на медицинската масажа, нешто што веројатно е лек за болките на современиот човек и веројатно секој еден од нас треба да си дозволи барем можеби еднаш во месецот вакво нешто. Малку повеќе детали и совети за сето ова, за бенефитите или придобивките по однос на здравјето, Марија со Катерина Стевановски-Крстевски, која што е физиотерапевт. Медицинската масажа помага во лекување и превенција на различни здравствени состојби. Таа се изведува од стручни лица физиотерапевти. Има за цел да ги опушти мускулите, да ја подобри циркулацијата и да го намали болното и воспалено ткиво. Според физиотерапевт Стефанова Крстевски, со правилна техника и индивидуален пристап, медицинската масажа може да помогне при хронични болки во грбот, вратот, половината и при спортски повреди. Кога станува збор, да речеме, за некоја состојба која што туку-што настанала, се препорачува 2 до 3 пати неделно да се практикува масажата, додека кај оние хронични состојби препорачуваме еднаш неделно или во 2 недели еднаш да се практикува. Од прилика од 30 до 45 минути се работи на една регија за да имаме некаков ефект. Медицинската масажа при неа се користат од среден до силен притисок, така да буквално се чувствува длабински масажата. Со помош на рацете се изведува, мануелно е. Уз неа може да се искористи некој истегнување, некоја фасцијално истегнување да се направи. При тоа можеме да дадеме и некои вежби за целокупниот третман да има ефект. Иако медицинската масажа носи бројни придобивки, постојат и случаи кога не се препорачува. Нашиот соговорник објаснува дека одредени лица треба да ја избегнуваат оваа терапија. Да, постојат и контраиндикации кај медицинската масажа. Најчесто, се забранува масажа да се практикува кај луѓе кои што имаат тромбоза, проширени вени. Потоа, кај бремени жени се препорачува да се прави пренатална масажа, а не медицинска. Потоа се контраиндикација е кај онколошки состојби, кај срцеви заболувања, кај што состојбата не е стабилна, кај кожни инфекции, кај рани, изгореници. Кај тие состојби не треба да се практикува масажа. За разлика од релакс масажата, овде акцентот е на терапевтскиот ефект, за телото да се врати во својата природна рамнотежа. Без разлика дали станува збор за болка, стрес или замор, медицинската масажа може да биде вистински сојузник на здравјето, но секогаш со внимателен пристап и совет од стручно лице.